Среда 17 часот и 15 минути. Почитувани гледачи, добре дојдовте во најновото издание од емисијата од своја страна на фреквенцијата на телевизија Сонце. Ви благодарам што и ова попладне одбравте да бидете на телевизија Сонце и да го проследите и ова издание од своја страна, секако со нов гостин и нова тема. Имено во ова издание се наоѓаме во просториите на новоотворениот Центар за логопедија, специјална едукација и рехабилитација на нашиот драг соработник Бојан Богдановски. Ке дознаеме какви услуги нуди новиот центар кој што стои позади неговото име, меѓутоа ке дознаеме нешто повеќе околу новостите со логопедијата, специјалната едукација и рехабилитација и секако за новите настани проекти кои што ни ги подготвува Богдановски. На самиот почеток, Бојан, ке ви честитам за новоотворениот Центар за логопедија, специјална едукација и рехабилитација. Многу ми е драго што еве вака не примивте токму во просториите на центарот, нашата екипа од телевизија Сонце од своја страна, да проследиме какви услуги нуди центарот, меѓутоа на самиот почеток и да ви честитаме за отворањето и да проговориме за првично за импресиите кои што ги носите од отворањето. Така, пред се да ви се благодарам вам за честитките, како и за тоа што дојдовте да направиме еден прилог во нашиот центар и еден голем поздрав до сите оние кои не пратат во моментот. А кога зборуваме за овој центар, иако е нов, сепак можеме да кажеме дека брендот, односно името веќе е познато доста години како квалитетна логопедија, специјална едукација и рехабилитација, односно квалитетни услуги кои ги нудиме на нашите пациенти. Инаку да, овој центар кој започна со работа од 3 февруари оваа година во себе содржи повеќе услуги, односно повеќе дејности, тоа е логопедија, специјална едукација и рехабилитација, постаро познато како дефектологија и консултативна специјалистичка педиатрија од област на ретки болести, метаболизам и генетика. Така, како што кажавте, центарот е нов, меѓутоа позади вашето име стојат години на успешна работа и секако пациенти. Отворен во февруари, токму пред неодамна, односно од некое време, ги формулиравте ли оние насоки по кои што ќе се движи работата, односно имате ли веќе за сите насоки, за сите дејности, веќе најдено луѓе кои што ќе работат работата, еве специјален едукатор и рехабилитатор, логопед, ни споменавте дека има уште еден. Како се движи работата, Бојан, на самиот почеток? Па можеме да кажеме дека пациентите секогаш ја даваат довербата на оној од каде што гледаат дека добиваат позитивни резултати, посебно кога станува збор за деца кои имаат пречки во развојот. Инаку да, освен јас во нашиот центар имал друг логопед, има дефектолог, односно специјален едукатор и рехабилитатор, и има педиатар кој што врши консултативни прегледи. Можеме да кажеме дека ние веќе сме исполнети со работа и поискажуваме на голема благодарност за сите пациенти кои доаѓаат кај нас и кои ни ја дале нивната доверба. Ке започнеме од логопедијата, односно од предизвиците со кои што се соочува оваа наука денес. Ке говориме нели од ваш стручен аспект. Кои се предизвиците со кои што се соочува логопедијата денес и кои се потребите од отворањето токму на еден ваков центар кој што ќе се занимава со повеќе дејности, односно со повеќе проблематики? Можеме да кажеме дека логопедијата е една од најстарите науки кои што се дел од самата медицина, но во последните години станува, еве да речем последната деценија, станува екстремно актуелна поради се поголемиот број на деца со патологија во вербалната комуникација, тоа е најчесто нели задоцнувањето во говорно-јазичниот развој. Во однос на тоа кои се предизвиците на логопедијата, конкретно ќе зборувам кај нас во Македонија, можеме да кажеме дека нашата цел е да вршиме промоција на нашата дејност, односно логопедијата, како секој човек, односно секој граѓанин на Македонија би знаел дека доколку има проблем со говорот и јазикот или пак неговото дете или друг член на семејството има некаков проблем во вербалната комуникација, има место каде може да побара стручна и соодветна помош и да добие третман, а потоа можеме да кажеме дека се трудиме да унапредуваме логопедијата, односно од ден во ден да биде се поквалитетни, да нуди се поквалитетен третман, поквалитетна диагностика и пристап, бидејќи за жал кај нас не постои комора на логопеди, односно и комора да кажеме на клинички логопеди, што беше специјализација нели како дел од логопедијата кај нас, треба да има некоја регулатива која што би овозможила да се подкрене квалитетот кој што го нудат логопедите. Генерално тоа би било подобар услов и квалитет за сите нас логопеди во Македонија.
Несомнено, кога говориме за логопедијата и за предизвиците со кои што се соочува истата денес, е да го споменеме овој тест за логопедска процена на афазија, кој што излезе неодамна како твој труд. Ајде повеќе за тестот за логопедска процена на афазија, меѓутоа пред да го изанализираме малку повеќе за состојбата на афазија или за нас, лаиците, да објасниме каква е состојбата, односно што се подразбира под афазија, народски кажано и разбрано. Афазијата има насекаде околу нас. Ја има и за жал ќе има, нели, бидејќи тоа е една тешка состојба за секој човек кој што се соочува со нејзи, иначе познато е дека секој од нас познава најчесто лице кое што имало некогаш мозочен удар, без разлика тоа е баба, дедо, сосед и така натаму, кој што покрај тоа што имал пареза, односно имал како дел од самиот мозочен удар, имал проблеми и со говорот, односно имал проблеми да разбира, да се изразува, да чита, да пишува и така натаму, но за тоа не се ставало никогаш премногу фокус, повеќе се става фокусот на тоа дека човекот треба само да преживее после тој мозочен удар. Да, тоа е така, но многу е важно да посветиме внимание на тоа каков ќе биде квалитетот на животот на лицето со афазија, односно по мозочниот удар, но после тука и други, нели, етиолошки причини, односно причинители за појава на афазијата, тоа може да бидат сообраќајни несреќи, може да бидат некои тумори во мозокот, инфекции и така натаму, па затоа можеме да кажеме дека губење или оштетување на говорот и јазикот по повреда на мозокот представува афазијата. И тоа е состојба каде што лицата со афазија имаат потешкотија да повторуваат, да именуваат што тие гледаат, потешкотија да разберат или пак да се искажат, потешкотии со читање, пишување, логомоторни потешкотии, односно различна клиничка слика се зависно од тежината на самиот инсулт, како и неговата локализација во мозокот. Кои се целите и суштината токму на еден ваков тест за логопедска процена на афазија, односно како може овој тест да се применува, за кого се е наменет, дали може самостојно дома лицето кое што пати од афазија да си го, нели, да се консултира со ваквата книга? Како што кажа и самата која е причината за настанување на еден ваков тест, тоа е недостатокот на диагностички инструменти логопедски и логопедска литература на македонски јазик, и ги потикнувам сите колеги да бидат поактивни во создавањето на логопедска литература на македонски јазик, бидејќи секој од нас кога завршува, можеме да кажеме, факултет, стигнува до еден момент каде што има недостаток на логопедска литература на македонски јазик. Логопедите купуваат литература од балканските држави и така натаму ги преведуваат на македонски јазик, што е многу тешко. Да, овој тест е на идеја за да се создаде тест за логопедска процена на афазија на македонски јазик. Но овој тест можеби се работеше скоро 4 години, каде што спроведовме и научни истражувања, каде што вклучивме 57 испитаници односно лица со афазија, 57 испитаници, односно возрастни лица кои имаат уреден говорно-јазички статус, и тука ние направивме на некој начин валидација на овој тест за да се покаже кој е бенефитот од неговото користење. И да, ова е тест кој што ги испитува сите оние сегменти на говорот и јазикот кои што се оштетуваат при афазијата. Во однос на потребата, тој примарно е наменет за логопедите, односно колегите, понатаму тоа е наменет секако и за другите медицински лица, па и, како што спомнавте, семејствата на лицата со афазија. Ете така. Споменавме дека во недостаток од литература потребно е создавање на вакви дела, вакви трудови. Колку како логопеди, односно како идни логопеди, студентите по логопедија имаат можност, нели, да токму да работат по некои вакви создадени дела, односно колку тестот за логопедска процена на афазија можеби и ним им користи и е достапен и за нив. Па можеме да колку кажеме... се заинтересирани за повеќе литература во однос на, претпоставувам во делот на праксата дека ќе биде потребно ова? Знаете како велат, секогаш кога некој нешто нема, тога се јава највеќе желбата за истото, па затоа можеме да кажеме дека најголемиот интерес, односно одзив е од страна на студентите по логопедија, но тука морам да кажам дека се студентите по дефектологија, по психологија, студентите на медицина,
кој што голем број од нив веќе го користат овој тест и да, овој тест, односно труд е доста добар за студентите, бидејќи не дава само високо стручна литература, туку дава и начин, односно упатство за употреба кој што детално опишано како се користи овој тест, за оние кои ќе го купат овој труд да може да прво на некој начин простудираат како се употребува, што е афазија, какви видови на афазија, кога одредена локализација на самиот инсулт создава одредена клиничка слика, односно тие би имале едно сеопфатно, еве да го наречеме првично знаење теоретско за афазијата, потоа и практично, односно тестирање на лице со афазија. Кога ги споменавме студентите, неминовно ми е овде прашањето колку новиот центар за логопедија, специјална едукација и рехабилитација е отворен, односно дава можност токму на студентите за пракса, можеби? Пред се морам да кажам дека ова е центар каде што се вработени лица, односно професионалци кои што имаат навистина големо искуство и кои што имаат поминато голем број на доедукации, квалификации и така натаму. И навистина располагаме со едно високо стручно и квалитетно знаење како би овозможеле квалитетна услуга, односно третман на нашите пациенти, а во однос на студентите, да, ние секогаш стоиме не само за студентите, туку и за сите луѓе кои имаат потреба и некаква помош од нас, ние стоиме на располагање за истото. Народски кај нас е познато дека подобро е да се спречи, односно отколку да се лечи нели состојбата, што покажува искуството Бојан, колку пациентите доаѓаат и превентивно овде, дали во делот на говорот, односно афазијата, пречките во говорот секако. Која целна група, односно која возрастна група е така редовна во прегледите, односно во превентивните прегледи кај логопедот, можеби? Па до пред неколку години можеме да кажеме дека повеќе се јавува пациентите на прилет кога веќе ќе настане најголемиот проблем, односно кога постои вистински реален проблем кој што не го забележува само семејството, туку го забележува и околината, но благодарение на соработката помеѓу нас логопедите и вас медиумите можеме да кажеме дека навистина се поткрена јавната свест за сите овие проблеми, како и потребата од логопедија, па веќе голем број на родители заедно со нивните деца, кои што меѓу другото се најмногобројни посетители на оваа дејност, се јавуваат доста рано пред се да направат контролен, односно консултативен преглед, како би се возможила се направи процена на развојот на нивното дете, бидејќи сепак да се биде родител во ова време е навистина многу тешко, бидејќи сите знаеме дека веќе секое второ, трето дете има некаков проблем во развојот или говорно-јазичниот развој, па веќе секој родител сака своето дете да биде следен од страна на еден искусен логопед, како би бил сигурен дека се е во ред со развојот на нивното дете. Во повеќе наврати споменавте дека денес, за жал, секое второ детенце се соочува можеби со пречки во развојот, со пречки во говорот. Што денес всушност представува тригер за таквите состојби, односно на што денес се должат, за жал, се почестите такви состојби, со дечињата конкретно? Па можеме да кажеме дека тоа било и се уште една голема мистерија, односно кој е вистинскиот фактор за појава на овие состојби, па затоа во медицината честопате во литературата среќаваме дека причината е идиопатска, односно непозната, но она што можеме да кажеме повеќе фактори уствари да ги објасниме, тоа е дека например порано многу помалку луѓе се јавувале и јавно говореле за состојбата на нивните деца, па затоа и во помалку сме знаеле дека некој има некаков проблем, а од друга страна можеме да кажеме дека живееме во едно време, не време, каде што се соочуваме пред се со премногу стрес, со многу штетни фактори од нашата околина, што се влијае врз развојот на нашите деца и тука можеме од праксата да кажеме дека се почесто кога земаме анамнестички податоци добиваме податок од страна на родителите дека мајките се соочиле со крварење, се соочиле со голем број изложување на некои штетни фактори во текот на бременоста, што се тоа на некој начин е предиспозиција и фактор кој што би допридонел до појава на некое развојно нарушување или во најмала рака задоцнување во развојот на говорот и јазикот. Колку родителите имаат волја, односно колку се спремни да ги препознаат пречките кои што се јавуваат, дали во развојот кај нивното детенце, дали во говорот кај нивното дете, односно колку родителите се одговорни, јас така ќе кажам, за да го донесат детето на логопед, дали на специјален едукатор и рехабилитатор можеби. Како што и прималку кажав,
порано, пред неколку години, да кажеме, таа свесност не беше толку голема кај родителите, веќе нели секој родител стравува од неговото дете да се разболи, од друга страна секој родител нормално да очекува неговото дете да биде живо, здраво, успешно и така натаму, па можеме да кажеме дека родителите прв пат се вува на преглед кога ќе добијат насока од околината, најчесто од соседите, од учителката во градинка или на училиште и така натаму, но веќе повторно кој што кажав, преку подкревањето на свеста, преку соработката на логопедите и медиумите, веќе родителите сами почувствуваат некој аларм, односно желба тие да се консултираат со стручно лице за да бидат мирни дека се е во ред со... така. Да, спокојни да биде дека се е во ред со развојот на нивното дете. Па затоа можеме да кажеме дека навистина свеста е доста голема кај овие родители, но сепак велам на едно глобално ниво не се уште доволно, бидејќи јас би кажал дека логопедот и дефектологот треба да бидат покрај педијатарот, нели матичниот лекар, како едни од примарните кадри кои што ќе го следат развојот на децата, посебно како што кажа во ова време кога има се поголем број на деца со развојни нарушувања, потука значи раната превенција, диагностика и третман, односно интервенција имаат голема улога кај овие состојби. Кога говориме токму за овие состојби, колку е важно трпението од страна на возрастната група кога говориме за процесот на афазија и незиното третирање, меѓутоа и од страна на родителите колку се трпеливи во самите процеси на третирање на ваквите состојби кај нивните дечиња? Па можам да кажам дека тоа е многу индивидуално, затоа што не секој родител на почеток ќе прифати вистински состојбата, бидејќи многу е тешко да се прифати ново настанат и да речеме ново поразителна состојба, дека вашето дете на пример има аутистичен спектар, дека има интелектуална попреченост, развојна дисфазија и така натаму, и тука се појавува една мешавина на чувства, односно доживуваат родителите разочарување, тага, лутина, бес, односно измешани емоции, па затоа ние разбираме кога некои родители сакаат детето да има што побрзи резултати, но сепак можеме да кажеме дека добри резултати се постигнуваат само ако човек на човека подаде рака и покаже разбирање, љубов и топлина, па затоа тоа она што ние го нудиме на самите родители пред се разбирање, односно родителите ја пронаоѓаат довербата во нас и сваќаат дека некогаш е потребно и подолг временски период за да се добијат што подобри резултати, просто дека некои состојби, односно некои состојби себе имаат потешка клиничка слика, дека бараат подолг временски рок за изведување на логопедски или дефектолошки третман. Така, Бојан Повокација, магистар по специјална едукација и рехабилитација во одсекот на интелектуалната попреченост, ако не се лажам, и аутизмот. Да, во контекст на тоа, како ќе ги окарактеризираме овие состојби на интелектуална попреченост и аутизам? Денес кажавме за жал се почести, меѓутоа, ајде малку повеќе за денешната слика за овие состојби со кои што за жал се повеќе дечиња или луѓе се соочуваат. Па така, би ги поделил на две категории, односно на два начини. Интелектуалната попреченост или порано попозната како ментална ретардација, се уште постои меѓу народот, нели тој назив. Денеска интелектуална попреченост, тоа е состојба за која човекот можеме да кажеме дека знае неговото постоење и сите ние познаваме, може да кажеме, лице кое што имало одреден степен интелектуална попреченост. Тоа е состојба за која постои, можеме да кажеме, стигма и доста осуди од страна на народот, кај нас посебно, но би кажале дека постојат повеќе степени на интелектуална попреченост и дека овие луѓе на крајот од денот се луѓе и треба луѓето да ги прифатат еднакво како било кој друг човек, да им подадат рака, бидејќи секој заслужува да биде прифатен, односно оно што велиме инклузија, и да има еднаков квалитет на живот како сите останати. Од друга страна, фокусот се става многу повеќе на аутистичниот спектар на нарушување или попознато како аутизам, иако не постои само аутизам, туку тоа е спектар нарушување, се појават повеќе видови. Е нова настаната состојба за која што допрва човекот учи, сознава и дознава, и можеме да кажеме дека повеќе се става фокусот кај аутизмот, певи развојната дисфазија, не толку како кај интелектуалната попреченост, па затоа и честопати родителите на овие деца кога имаат аутизам знаат дека точно знаат каде да се обратат, но за разлика од родителите на децата со интелектуална попреченост стравуваат од тоа каде да се обратат и каде би биле прифатени. Како ќе ги прифати околината? Да, како ќе ги прифати околината и каде би
побарале соодветен и стручен третман, бидејќи најчесто во народот, па за жал и голем број стручни лица кои ќе слушнат интелектуална попреченост сметаат дека тоа е нешто терминално, дека тука не може многу да се направи, но затоа еве го ја користам ова прилика да кажам дека во нашиот центар доаѓаат голем број лица со интелектуална попреченост со различни степени на тежина на оваа состојба и навистина нудиме еден квалитетен третман кој што возможува подобрување на квалитетот на живот кај овие пациенти. Колку брзиот начин на живот, новото време кое што го живееме, денес дигитализацијата, можеби достапноста на интернет и сето она кое што се нуди таму, имаат влијание врз ваквите состојби, односно влијание и врз развојот на самите дечиња? Во јавноста е познато дека технологијата влие штетно врз самите деца, односно врз нивниот развој. Честопати повозрастните лица, нели нашите баби и дедовци велат во наше време немаше ова, ние растевме здрав. Но знаете како, можеби ние да сме биле сега деца на 3, 4, 5 годишна возраст, ке сме живееле исто како и овие деца што сега живеат, просто секоја генерација носи своји стандарди на живење, на прифаќање и разбирање, но она што можеме да кажеме дека човекот се што создава му служи на него како помош. Од нас зависи дали ние тоа ќе го искористиме како помош или како штета предизвикана сами кон себе која што ја создаваме, па можеме да кажеме дека да, кога децата се преизложени на модерна технологија, на телефони, таблети и така натаму во текот на целиот ден, особено на странски јазици во периодот на говорно-јазичен развој, тоа влие негативно врз стимулацијата за развојот на говор и јазикот. Многу деца се затвараат, да речеме на некој начин во себе, создаваат стереотипи, па дури кога ќе ги повлечеме од таа технологија, односно ќе им го земеме уредот кој што е телефон, компјутер и така натаму, децата тука веднаш се фрустрираат, почнуваат да плачат, покажуваат само агресија или агресија кон родителите. Но кога зборуваме за первазивни, односно развојни расстройства, како што интелектуална попреченост, аутистичен спектар, развојни дисфазии, така натаму, мораме да разграничиме дека технологијата не е главен причинител за појава на овие состојби. Таа може да го забави развојот, особено говорно јазичниот развој кај децата, но не и да предизвика некој развојно расстройство. Што ги советувате родителите, еве конкретно во таквите ситуации? Би кажал дека пејце секој родител треба да посвети време кон своето дете кога веќе се одлучил да биде родител. Да, сите ние на некој начин трчаме, буквално трчаме по финансиите, бидејќи живееме во едно време, како што кажав, каде што без финанси ние не можеме на некој начин да функционираме, но целта на нашето постоење на крајот од денот е љубовта, почет и разбирањето. Па затоа треба секогаш покрај кариерата, финансиите и така натаму да посветиме внимание на она што ние сме го создале, тоа се нашите деца, односно нашето семејство, без разлика дали е детето, родителот и бабата, дедото и така натаму. Посветиле внимание, бидејќи на крајот од денот финансиите не се толку голем проблем. Проблемот настанува кога ќе имаме здравствен проблем во семејството и тоа е период кога на некој начин колабира целото семејство, па затоа тука е еден апел дека секогаш треба да покажеме внимание, подвоиме време, љубов и да ги прашаме блиските како си, дали ти треба нешто. Така, убаво речено. Бојан, кажавме во центарот логопед, специјален едукатори, рехабилитатори, педиатри. Колку е потребно работата на токму овие три стручни лица да биде секако взаемна, односно колку соработуваат овие три професии заедно? Иако постои честопати на некој начин конфликт помеѓу логопедите и дефектолозите, која дејност, односно струка е поважна за развојот на децата, морам да кажам дека тоа е тотално непотребно, затоа што пред една деценија, па и повеќе да кажеме, логопедијата и дефектологијата на некој начин беа братски струки, затоа што сите знаеме дека прво немаше само логопед или само дефектолог, туку беа логопед-дефектолог. Потоа тие грантиеве кај нас во балканските земји се одвоени, но важно е да се каже дека и двете струки се подеднакво важни, тие треба подеднакво да соработуваат како би се добиле најдобри, најбрзи резултати за нашите пациенти. А кога зборуваме за педиатриските прегледи, педиатријата можеме да кажеме е столбот кога зборуваме за медицина и третман за деца.
Од она што кажавте вие самите, зошто имаме педијатар во нашиот центар, особено кој што е специјализиран нели за општа педијатрија, за генетика, ретки болести и така натаму, тоа е затоа што ретките болести се почеста појава, иако порано нели како што велиме ретки болести веќе не се толку ретки, потаму е потребна и правилната дијагностика и посебно навремена дијагностика за овие пациенти, затоа што праксата ни покажа дека голем број од децата кои доаѓаат кај нас имаат одредено развојно нарушување, ама тоа не е толку специфично за да кажеме дека е аутистичен спектар, дека е развојна дисфазија, туку тоа може има детето аутистично однесување, ама со себе носи нешто многу повеќе од тоа. И затоа тука се нашите стручни педијатри кои што те направат дополнителна дијагностика за генетика, за метаболизам, за ретки болести, како би се донела една конечна дијагноза и како пациентите не би талкале од врата на врата, би се губело време, туку би се добило она што велиме рана дијагностика и ран третмент. Како еден млад човек кој што постојано е обкружен со студентите и со сите оние кои што се решиле да се занимаваат со науката на логопедија, мораме да кажеме, да напоменеме дека станува се поактуелна и се попостакувана логопедијата кај младите луѓе, и можеби специјалната едукација и рехабилитација се повеќе луѓе одлучуваат да го работат тоа како професија. На што се должи тоа, Бојан? Па тука има голем број фактори. Пред се за логопедијата, како што кажавме, порано не се знаеше толку како сега што се знае во Македонија, и затоа се поголем број на лица сака да студираат логопедија или пак дефектологија, тие да им помагаат, значи, новие лица, како би возможеле подобар квалитет на живот, подобар третман и така натаму, но морам да кажам дека маркетингот сека да игра голема улога, односно дека, како што пример нели беше познато кај нас, нели, дека секој кој што бил психолог, стоматолог, архитект и така натаму, дека тоа е работа која што носи со себе доста на финанси, дека денеска тоа е логопедијата, но тоа е сосема погрешно. Кога зборуваме за логопедија и дефектологија, да, секој од нас работи за финанси, но мораме да кажеме дека за разлика од другите струки, ова се струки каде што вие доколку не работите со разбирање, со толеранција, со поддршка и љубов кон овие пациенти, џабе и диплома, џабе и сет. Односно дека овие деца одлично препознаваат што е авторитет, што е човек кој подава рака конкретно за нив, и затоа е разликата зошто кај едно дете би имало резултат кај еден логопед и дефектолог, а кај друг не би имало. И затоа родителите често пати велат: моето дете одеше на многу места, но тоа плачеше, не сака да се работува. Од друга страна, кога доаѓаат на пример во нашиот центар, не дека сме ние, но навистина имаме одличен пристап, пациентите не прифаќаат и навистина имаме доста брзи резултати. Препознаваат ли дечињата добар логопед, односно што е добар логопед? Колку логопедот треба да е другар и близок со детето за да има подобри резултати, можеби? Децата се најискрените битија на овој свет и можеме да кажеме дека тие не знаат за омраза, тие не знаат за сите оние лоши карактерни особини кои што генерално човекот истекнува низ неговиот живот, односно неговото патување на овој свет. И децата одлично препознаваат што е добрина. Децата одлично препознаваат страв. Децата одлично препознаваат кого тие да прифатат, а кого тие да не прифатат. И затоа, значи, само оној човек кој има добро разбирање, љубов, толеранција и поддршка кој дава на овие деца, тие веднаш ќе го прифатат, и тука, значи, тој е оној, да кажеме, магичен момент каде што детето се конектира со логопедот или дефектологот и каде се добиваат оние најдобри резултати кои што во прв план родителот ги посакува за своето дете. Вие туку што почнавте со работата во новиот центар, меѓутоа што имаме на повидок некои нови работилници, можеби вебинари, настани кои што ќе ги организирате како центар, да ни најавите нешто, Бојан? Така, можеме да кажеме дека оваа година е голем предизвик за нас, бидејќи со самиот почеток на годината можеме да кажеме започнавме со нашата работа, и да, ние имаме цела агенда за цела оваа наша година која што е пред нас, за да вршиме пред се промоција на логопедијата и дефектологијата, но повторно кажам, во прв план поддршка за родителите на децата кои што имаат пречки во развојот, како што би се овозможило подкревање на јавната свест за сите овие состојби, подкревање на јавната свест за третманот на овие состојби, како и за тоа каде тие може да се јават и навремено побараат стручна помош. Така, секојдневно од понеделник до петок можат да ве најдат токму овде во просториите на вашиот центар. Кој е работното време кое што
Така, работиме од понеделник до петок, од 11:30 до 19:30 часот. Имаме доста диагностички, логопедски, дефектолошки инструменти, голем број на тестови, како и голем број на технолошки уреди кои што возможуваат подпомогнување на самиот третман и повторно велам, навистина квалитетни и брзи резултати кај нашите пациенти. Јас уште еднаш ќе се заблагодарам што не примивте токму во новоотворениот Центар за логопедија, специјална едукација и рехабилитација и ние возможивте да го изреализираме овој прилог, односно овој интервју, кој што има нели насока секако да допре онаму каде што е потребно. Ние ви носиме еден вредносен ваучер од 500 денари од моите пријатели од Смарт Сервис и пријателите на емисијата од своја страна на телевизија Сонце. Можете да си го искористите во било кое време во Смарт Сервис. Тоа се дечки кои што работат со поправка и продажба на мобилни телефони и сите оние работи поврзани со мобилните телефони, така да ќе си ги најдете во трговскиот центар во Лисиче, овде во Скопје и ќе си го искористите ваучерот. Бојан, честитки уште еднаш за центарот. Благодарност што токму од своја страна првично и ве споделивме малку повеќе за сите услуги кои што ги нуди центарот, меѓутоа и за сите оние предизвици со кои што се соочуваат за жал, можеби се почесто денес овие науки. Честитки за тестот за логопедска процена на афазија, ќе посакам уште многу нови дела, меѓутоа не се сомневам дека веќе се работи на дел од нив, се работи на докторските студии. Ајде при крајот малку повеќе до каде е работата со докторските? Да, па можеме да кажеме дека веќе сме на самиот крај на докторските студии, односно дека подготвуваме на вистина едно длабоко научно истражување конкретно во Македонија, каде се вклучени над 350 деца со различни состојби, каде што на вистина ќе направиме, еве да кажеме, на револуција во нашите сознанија за некои состојби и тоа ќе биде македонско научно истражување и да, можеме да кажеме дека човекот кој сака својата струка треба да вложи максимално во своето образование и знање, бидејќи само едукацијата може да направи подобро утре на овој свет. Може ли млад човек кој што си ја сака професијата да биде успешен во Македонија? Па знаете како, јас можам да кажам не само млад, туку и дете, и возрасен, и млад, и секоја возраст може да биде успешна во Македонија и да, обично ова е сосема нели друга тема на разговор, но сите мислат дека ако ние заминеме надвор од нашата земја, дека таму некој не чека со отворени раци, со финансии, нели, но голем број од луѓето кои што заминале во странство сватиле дека не е така лесно и тоа е навистина еден макотрпен пат до успехот. Од друга страна, доколку сте упорни, истрајни, доколку се едуцирате, можете навистина и во Македонија да се напредува, односно упорен човек, амбициозен, може секаде во светот да успее. Така, ете со тоа ќе го заокружиме нашиот разговор. Едукацијата, работата на себе и работата на професијата неминовно ќе си го најдат својот пат, ќе се сложите со мене. Апсолутно. Јас да ви се заблагодарам, Викторија, вами и на телевизија Сонце за тоа што се секогаш тука покрај нас логопедите и дефектолозите кои што активно вршите промоција на нашата наука. Ви благодарам уште еднаш, ви посакувам успешна и плодна работа и секако да се видиме за нови теми пред камерите. Ви благодарам. Така е, почитувани гледачи, овде и вам ќе ви се заблагодарам токму од Центарот за логопедија, специјална едукација и рехабилитација на нашиот драг Бојан Богдановски. Се надевам дека со овој разговор успеавме да доближиме малку повеќе токму за овие состојби за кои што говоревме денес до сите вам, на кои што можеби ќе ви се најдат овие совети. Јас овде ќе ве поздравам и ќе посакам да се видиме за една седмица во истиот термин.